Да, во меѓувреме успеавме да оствариме конекција со доктор Марија Здравеска за темата која што неколку пати ја најавувавме во денешното издание на Македонија наутро. Имаме аерозагадување, тоа што го најавувавме од пред 2 недели, почна да се остварува за жал во пракса и ова грејна сезона. Во меѓувреме високиот процент на граѓани кои што консумираат цигари и Македонија меѓу другото ја ставаат на пиедесталот на оваа статистика ги загрижува пулмолозите. Доктор Марија, добро утро. Од каде се да започнеме? Имаме многу причини за грижа и оваа сезона. Добро утро од ова магливо утро со многу сообраќај кој што не потсеќа, што не чека оваа сезона. За жал, не знам, немам информации дека нешто е направено многу да се смени во врска со загадувањето. Така што, да, нас загадувањето не инсигира многу, заради тоа што директно влијае на не само на дишните патишта, туку и на сите органи кои што доаѓаат директно во контакт со тој загаден воздух. Се надевам дека еве и апел ќе направам за да се почне нешто, нели, да се прави за оваа работа, па секако такви постапки даваат некаков резултат. Имаме пример од многу земји, како што е, например, Шанга и од многу други земји, кои што делумно или помалку или повеќе успешно се борат со овој истиот проблем. Не смеме да заборавиме дека и дел од надворешното загадување покрај сообраќај од фабриките, топланите и така натаму е и чадот кој што се ослободува со соборување на цигари, така што тој учествува не само во, да кажем, во загадување на внатрешните затворените простори, туку и во оно што го дишеме како отворен воздух. Причината што толку тешко се откажуваме од цигарите и покрај велат институциите работат на оваа проблематика, цените на цигарите постојано се зголемуваат, но бројките никако да се намалуваат. Па не се намалуваат, напротив се зголемуваат. Значи, ако ги следиме статистиките од нашата земја во врска со инциденција или преваленција на пушење, ќе знаеме дека од нашите професори кои што имаат правено студии на почетокот на овој милениум, бројките за пушење, за преваленција на пушење во Македонија беа некаде околу 36% вкупно на целото население, за жал, кои што некаде околу 2015 година имаа тенденција на пад некаде малку под 30-ката. За жал, со веројатно голем дел има и промената на законот за пушење, кој што во 2017 дозволи пушење во сите простори кои што и не мора да бидат затворени, доведе денеска да во 2024 година пушењето во Македонија има преваленција од 48,6% кај мажи, кое што е навистина застрашувачки, особено ако знаеме дека половина од луѓето кои што пушат според светските статистики ќе починат од една од болестите кои што се предизвикани од пушење. Последните податоци велат дека просечен македонец дури 13% од платата ја користи на тутунски производи. Го споменавте законот и пушењето во угостителските објекти. Што еве вие како здравствени работници сугерирате, во кој контекст и како треба да се заостри политиката законска, какви промени треба да имаме, што треба да направиме во периодот кој што следува за да ја намалиме оваа поразителна статистика? Светската здравствена организација јасно одредила, а ние исто така ја имаме и подпишано мрежата или онај што се вика Tobacco Prevention Framework или мрежата за превенција од тутун. Значи, Светската здравствена организација предвидува програма веќе 10 години која што е со акроними наречена како Empower. Значи, тоа се неколку чекори кои што секоја земја би можела или би требала да ги направи за да се бори со овој огромен проблем на конзумирање на тутун, а тоа се секако да се мониторира ситуацијата, значи да имаме точни податоци што се случува во нашата земја, да се помогне за превенција и за откажување, за превенција практично да не почнат младите да пушат и оние кои што се пушачи да се откажат од пушење, да се и она што е најважно да се направи позитивно
альтернативна легислатива во земјата која што ќе го оневозможи не само продавањето, конзумирањето на цигари, туку и рекламирањето на цигари и достапноста, она што ми се чини во Македонија најголем проблем, тоа е социјалната прифатливост и достапноста на цигарите кои што се не премногу скапи во однос на другите земји во светот, иако рековте 13% од просечниот приход, да, но сепак кај нас се цигарите премногу ефтини и да се направат многу поголеми такси на цигарите кои што ќе ги направат недостапни, не така лесно достапни за конзумирање. Секако ние како здравствени работници сме спремни веќе повеќе од 10 години нашето здружение, Македонско респираторно здружение, се бори со овој проблем. Ние издаваме документи кои што би помогнале на здравствените работници за да им помогнат на луѓето да се одвикнат од пушење, да издаваме документи со кои што предупредуваме за штетата од пушењето, односно сите несакани ефекти кои што настануваат, тие се огромни на број, некои 15 карциноми и 20 видови други хронични болести се поврзани со пушењето и тоа е веќе јасно, да кажам, докажано во научната фела наша. Исто така организираме состаноци, организиравме едукации, организиравме електронски едукации за да им помогнеме на докторите и постојат во државава пред некои 15 години формирани центри за одвикнување на пушење кои што за жал имаат многу мала поддршка од државата и финансиска и друга. Така што ние ги вклучивме и луѓето кои што работат во тие центри во едукација конкретна, меѓутоа секако без поддршка од институциите на државата многу тешко можеме да го спроведеме ова да биде еден униформиран систем, а не инцидентни ситуации на помош на инцидентни пациенти. Здравеска, ве молам само накусо, бидејќи имаме 1 минута до вести, а сакам да ги споменеме младите. Поразително, над 38 милиони млади луѓе на возраст од 13 до 15 години користат некаков облик на тутун. Потребни ли се поригорозни мерки за да се спречи ова? Апсолутно, ние правевме и студии кои што ги организиравме ние за да видиме какви се нашите, да кажем, каде стои нашата младина, кои што покажаат дека нашите деца дури од 11 години почнуваат да користат некаков облик на цигари, а тоа е повторно заради тоа што тој е толку лесен и достапен облик на дрога, би кажала, кој што никотинот создава зависност, особено многу брзо создава зависност кај младите мозоци кои што функционираат многу брзо. И тоа го осознала тутунската компанија, која што во последните 10-15 години нуди и разни други облици на конзумирање на никотин, кои што се можеби не еднакво, но на различен начин исто штетни, особено за младиот мозок на младите деца, но и за другите органи, односно респираторните и циркулаторните органи на децата. Значи, секаде во свет и сите релевантни институции научни и здравствени се трудат да сите овие облици на нови електронски цигари, вейп, да не ги редам сите, со кои што може да се конзумира тутун, практично би требало во сите држави да се донесе закон да добијат еднаков третман на забрана, како што ги имаат и цигари, односно конзумирањето на класичните облици на тутун, цигари, пури и така натаму. Значи би требало да се забрани и ние апелираме кон властите во овој момент да се отпочнат постапки, да се променат законите, со кои што би имале повеќе позитивни закони во однос на конзумирањето на тутун, кои што би забраниле, еднакво би забраниле и рекламирање, и продавање, и користење на сите овие електронски и обични облици на користење на тутун. Секако бараме помош и да допреме до најмладите најмладото население, уште во основно училиште, до децата и до нивните учители и педагози, како би заеднички би влегле во таа борба да се запре или да се минимизира овој проблем кој што е огромен во Македонија. Доктор Здравеска, благодариме за ова линковско вклучување. 8 часот и 1 минута, време и за првите утренски вести.